Лицата со интелектуална попреченост и децата од оделенска настава од редовните училишта во Битола заедно ја подготвија и одиграа театарската представа Бегалка од Васил Илјовски. На сцената на Народниот театар публиката имаше можност да види многу емоции, исклучителна атмосфера и изведба како да станува збор за вистински професионалци. Сплотени се надополнуваа меѓу себе и си помагаа. Ликовите на Ленче, Бошко, Велика, Трајко беа распределени меѓу двете групи. Голем чекор за секој од нив, затоа што беше поставена речиси целата драма, а представата траеше околу 1 час. Еве го Бошко! Ајде Бошко! Ајде! Еве сме, ајде засвирете! Ајде Бошко! Ајде свирачи! А Јанко, што му стои на досета? Театарскиот проект го подготви Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Битола, а председателката Јулијана Трајчевска беше и режисер и сценарист. За ова година ја спремаме македонската класика Бегалка од Васил Илјовски. Целта е недискриминација, инклузија и вклучување на лицата со попреченост преку изразување на своите можности во секојдневниот живот. Колку време ја подготувавте, со што се соочивте, какви беа предизвиците? Дали беше интересна цен процесот? Па би сакала многу луѓе да присуствуваат на нашите проби, па да видат колку лесно и колку брзо успеавме сите заеднички со максимално вложување и на корисниците и на поддржувачите да дојдеме до крајната цел. За лицата со интелектуална попреченост и за сите други учесници, целиот процес е едно ново искуство и ново доживување. Веднаш се поделија улогите, лесно ги прифатија, бидејќи и лесно читлива драма, и почнавме не по месец некаде. За толку време ни требаше за комплет да ја реализираме представата. Какви беа емоциите кај децата? Прекрасни емоции, ново доживување, нов свет, нови другарства. Не можам да го опишам чувството кој го поминавме овај месец. Лицата со интелектуална попреченост, значи многу лесно го совладаа текстот, многу лесно ги совладаа и движењата на сцени, нели во рамките на нивните можности, но сепак заслужуваат и да ги наречеме професионални актери веќе. Во подготовката на представата учествува и наставници ментори со ученици од основните училишта Тодор Ангелевски и Трифун Пановски од Битола, средношколци од Државното музичко училиште, ансамблот Плетенка, како и Народниот театар од Битола. Ние секојдневно ја имаме инклузијата, ја применуваме во наставата, секојдневно разговараме за да се прифатат различностите, за да се разберат, но сега во пракса веќе тоа на едно повисоко ниво. Учениците со воодушевување прифатија да соработуваат, да работат со лицата со попреченост. И едно од најбитното во текот на пробите, во ова долгогодишна соработка не имаме со Центарот Порака, учениците не ги гледаат лицата како попреченост. Гледаат кое лице што може да направи, кои активности што може да реализира, а она што не може тие го надополнуваат. Значи се сторивме едно, лицата со попреченост и учениците едно сме. Представата на лицата со интелектуална попреченост и учениците од училиштата во Битола најде на одличен прием кај публиката, која ги награди со аплауз на отворена сцена во повеќе наврати.